Блер им река кандидатот поддржан од партиите Алијанса за албанците и БЕСА ќе биде прв на избирачкото ливче на предстојните председателски избори, одлучи денешната ждрепка што се одржа на јавна седница во Државната изборна комисија. Втора е кандидатката на ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова, а трет е кандидатот на владеачката СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски. Државната изборна комисија упати апел до кандидатите за председател и нивните штабови на предстојните избори на 21 април доследно да се придржуваат до законските одредби за предвремено почнување на изборна кампања. Воедно повикуваме и замолуваме за коректна, чиста, позитивна европска кампања. Навистина нема потреба поради определени непромислени постапки, изјави, ние како ДИК ниту да се ставаме во улога на судија и да одлучуваме по никакви приговори. Бројчињата ги влече официјалните представници на изборните штабови на кандидатите, кои ќе потпишат и кодекс за коректно однесување на предстојните избори. Сите тројца ветија дека ќе ги почитуваат сите законски прописи и дека очекуваат председателски избори по европски терк. За наша среќа бројот еден е наш и тоа исто покажува и идејата на професорот дека се бориме за една република за сите. Го излеков бројот 2. Тој број треба значи победа во двата круга од страна на професорката Силјановска и очекувам дека истото ќе се случи на предстојните избори. Го излеков бројот 3, кој што ќе биде официјален број за настапот на надпартискиот кандидат Стево Пендаровски. Очекуваме дека во периодот што следи, односно во време на изборната кампања, како надпартиски кандидат секако ќе го образложиме сето она за кое што се залагаме и сега ќе победиме на предстојните председателски избори. В понеделник во Државната изборна комисија ќе се спроведе и ждрепка за редоследот на кандидатите за градоначалници на општините Охрид, Новосело и Дебар. Изборната кампања почнува на 1 и ќе трае до 19 април, пошто следува изборниот молк. Првиот изборен круг за 6-тите председателски избори е закашан за 21 април, а вториот за 5 мај.